председавач на комисијата. Нема да зборувам за злоупотребата на европското знаменце, бидејќи е абсолвирана тема. Не само опозицијата и македонските граѓани го кажаа тоа го кажаа и од Европската комисија, од Европската унија и сите оние кои што се релевантни и ни ги даваат овие права и препораки да можеме да чекориме напред. Но вие тврдоглаво со глава во зид ги спроведувате и ги применувате кога вам ви е потребно, се со цел одредени носители кои што имаат лукративни причини да можат да се офајдат од овие проекти. Но јас од овде ќе ви поставам едно легитимно прашање конкретно до парламентарното мнозинство и владата. Ова парламентарно мнозинство, начело со ДУИ и СДСМ, пред само 2 години жестоко настапуваше и го бранеше изборот на председател на Уставниот суд. Сега, овој председател на Уставниот суд, како председател веќе, е надлежен да ги оценува законитоста на законите кои што ние ги носиме, дали се во согласност со Уставот. Истиот овој председател, со другите членови на Уставниот суд, ви велат и ви кажале, не многу одамна, во 2022 година, јасно и децидно, ви кажале дека ова што го правите е противуставно. Имено, во самата одлука навеле дека предуслови воведување на вакво работно време со изречна писмена и претходна согласност на работникот и примена на сите останати важечки закони за безбедност и здравје во Република Македонија, како и обезбедување на плаќање на сите применливи даноци и социјални придонеси, односно ваква организација на работно време е со закон утврдена како условена можност, нема никакво влијание за нејзината несогласност со уставните одредби. Имено и самото нејзино постоење, како што е уредена и кое доколку се операционализира со настанувањето на предвидените услови, сериозно го повредува уставното право, односно уставните права и е деловна и доволна причина да се оцени како противуставно. Значи, ова парламентарно мнозинство, кое што ја избрало ова уставна судика, како председател потоа на Уставниот суд, ви вели дека сте во офсајд. И сега, вие упорно, после неполна година, дополнително, повторно ги доставувате истите или идентични вакви одредби. Прашањето е друго. Дали сега ќе ја послушате Кацарска како уставен судија или ќе терате по тоа што ви го кажале вашите водачи? Односно, од овде произлегува дека директно има штета на буџетот на Република Македонија со самиот факт оние кои што го подпишале и знаеле дека има одлука на Уставниот суд, а превзеле обврска за нешто што не можат и не смеат да го донесат и предвиделе пенали и исплаќање на буџетски средства, не доведува во подредена положба. Зошто? Се испумпуваат огромни средства, односно се испумпуваат од буџетот на Република Македонија. Свесно и намерно го прават ова и за тоа ќе сносат одговорност. Артан Груби и оние кои што го водат проектот се оние мислители кои што ви го кажуваат како да постапите. Но еве, Уставниот суд ве демантира. Иако оној уставен суд за кој што вие се боревте и ги поддржувавте дека се професионалци. Па еве во една одредба да се усогласиме и да се согласиме дека се во право и се во право за оваа одредба. И сега кај сте? До вчера ги браневте тие, а сега истите ви велат немојте, но вие повторно, и внимавајте, еднаш да се сгреши, да, можеби, но повторно ја повторувате постапката. Иако согласно сите одредби кои што се предвидени согласно Уставот, оваа одредба за која предвидувате да има, цитирам, согласно вашето предлог законско решение, вели по исклучок од членот 117 на овој закон за работа на проекти од стратешки национално значење утврдени со закон, а заради потребата од континуитет во работата преку време на работа може да трае подолго од 8 часа неделно и 190 часа годишно по претходно дадена писмена согласност од страна на работникот. Па
Многу јасно и децидно ви е објаснето. 190 часа годишно, значи има одредено ограничување. Вие го надминувате и тоа ограничување кое што веќе е предвидено и утврдено согласно закон. И со тоа предвидувате неопределено работно време со неопределен број на часови. Никаде не е нормирано како што беше предлогот на претениците да биде 60, сега може да се случи да имаме многу подолго работно време, иако сето ова е повторно потенциран во спротивност со Уставот. Зошто? Затоа што во членот 32, во ставот 4 се вели, јасно е нормирано, дека секој вработен има право на платен дневен, неделен и годишен одмор. Од овие права, внимавајте, вработените не можат да се откажат. Зошто предвиделе во Уставот тоа? За да им се гарантираат правата на вработените. Бидејќи под одредени услови, сите оние кои што зависат од одредено работно место, би подпишале вакви изјави. Но овде Уставот утврдил дека не можат да се откажат од овие права. Ова ви го цитирале и во одлуката на Уставниот суд. И не знам како не можете да ја видите ова состојба во која што ве доведуваат и на која што ќе биде еден од тестовите на Пендаровски, кој што цело време тврди дека нема да го подпише ваквиот закон, бидејќи имало Уставен суд одлука. Вие упорно ги туркате овие измени и се повикувате на европското знаменце, бидејќи не сте можеле да ги донесете во редовна постапка. Да, ова сме го виделе и затоа не го дебатираме, бидејќи имавме ваков пример со законот за Академија за суди и јавни обвинители. Па таму го пуштивте во редовна постапка, после 10 дена утврдивте дека идентичното решение треба да има европско знаменце, па го пуштивте во процедура, не се осогласивте коалиционо на кој кого да припаднат местата, повторно го повлековте и сега дополнително пак го пуштате со европско знаменце. Која е потребата од злоупотреба на ваквите постапки? Потребата е единствено во лукративните причини кои што ги имаат оние кои што ви го стават на тацна и ве туркат да донесете нешто што е противуставно. И сега, од кога ќе го истуркате и ќе го донесете, ќе оди на подпис кај Пендаровски. Да го видиме тој како ќе постапи, а потоа дополнителен филтер е повторно Уставниот суд. Тогаш да го видиме Уставниот суд дали експресно и експедитивно ќе се повика на сопствената одлука која што ја донел или ќе го користи она право, односно бидејќи не е уредено никаде, нема закон за Уставен суд, значи не е уредено начинот и време траењето на постапките, ќе го стави во фиока и ќе чека да завршат сите постапки, да се завршат, да се експлоатираат работниците, после тоа да постапува. Но не може да го направи тоа, бидејќи самиот тој донел ваква пресуда. И да видиме дали експресно и експедитивно ќе одлучи и ќе постапи во ова речење. Прашање. Бидејќи од синдикатите кои што се јасни и децидни, во еден глас, сите заедно, против носење на вакви измени, против злоупотреба на правата на работниците, кои што најавија дека веднаш по ваквото донесување повторно ќе го оспорат пред Уставниот суд. Доколку подлегне и Пендаровски на вашите договори коалициони да го подпише указот за прогласување на ваквиот закон. Еве од овде ви потврдуваме дека ова станува збор за криминал за кој што некој, односно оние кои што се директно инволвирани, превземале обврска што не можат да ја спроведат, ќе одговараат во блиска иднина. И немојте да се залажувате дека овие документи кои што се доставени и овие барања кои што ги имате како измени на ово законско решение нема да бидат предмет на разработка на начинот на кој што се донесени оние кои што ќе бидат приморани да подпишуваат. И затоа уште еднаш ги повикувам сите вработени во органите на државната управа при спроведување на овие проекти длабоко да внимаваат да не бидат единствено подложни на притисоци од претпоставените да подпишуваат нешто што не треба, бидејќи доправа ќе разгледуваме и други закони кои што ги имате како законот за експроприација, каде што во моментот се градат невидливи објекти кои што ќе се експроприираат според вашите законски решенија. Благодарам.
Faleminderit. Ви благодарам, бидејќи нема за реплика. Следна за збор е колешката Силвана Ангелевска.